Најави за денешните настани. Изнајдено времено решение за згрижување на децата во струшките градинки. Есенската кошничка со поевтини основни производи ќе почека. Владата на разговори со производителите и трговците. Безбедносната состојба на Охридското езеро Летово беше на високо ниво. Поевтинуваат горивата. Се зголемува бројот на жртви од поплавите во Централна Европа. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро и студено време со локална облачност. Во вторник во Европа врнежите од дожд кои што условија поплави во Централна Европа од утре се преселуваат над Апенинскиот полуостров, но ќе бидат со многу послаб интензитет. Врнежи од дожд се очекуваат во областа на Алпите, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, каде што ќе има и посвежо време со дневни температури кои што се под повеќе годишниот просек. Во останатите предели од Европа ќе преовладува стабилно време со локална облачност и топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо со максимални дневни температури од 16 до 25 степени. Локално во централните предели се очекува стабилно време со локална облачност. Во Македонија во вторник по студеното утро со температури кои што ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени, во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекува да наврнат и до 10 литри. Ќе дува до умерен источен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 14 до 25 степени. Во Охрид во вторник по студеното утро и температура од 9 степени, во текот на денот ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува до умерен источен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималната дневна температура ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17, односно до 18 степени. Во петок, во првата половина од денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне повторно нестабилно време со врнежи од дожд. Утринската температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Кошаркарска школа за деца Про Баскет Јуниор врши упис на нови членови.
Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior, заедно за правилен раст и развој на децата. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Од денес ќе се згрижуваат децата во струшките градинки. Избран е нов директор, а негувателките и воспитувачките се повикани на работа. По 2 недели префрлување на вината на релација општина и Министерство за социјална политика, изнајдено е времено решение. Од денес ке се згрижуваат децата во струшките градинки. Избран е директор, а 20-тината негователки и воспитувачки се повикани на работа. Нив им е ветено дека од 1 октомври до крајот на годинава ќе добиваат минимална плата со осигурување, а од следната година ќе се чека и согласност за вработување од Министерството за социјална политика. По 2 недели префрлување на вината на релација општина Министерство за социјални политики се изнајде времено решение. Трајното решение е вработување на негователките и воспитувачките кои што со години работат за месечен надомест од 10.000 денари. Поради недостиг на персонал од почетокот на септември во струшките градинки не се згрижуваат децата. Не работат јаслите, а повозрастните групи функционираат само до пладне. Родителите протестираа пред општина Струга. Во летниот период 2 месеци градинката не работи, па сите одат во една група во другата градинка. После во зимскиот период исто 1 месец не работи, па мора да одат во иста група. Ако грижата за најмалите е нешто најважно на овој свет, значи ние како општество пропаднавме воопшто. Нова година, стари проблеми, за жал не е решен статусот на воспитачките и негователките. Не може само една да се справи со 30 деца. Според Министерството за социјална политика, вработувањето на стручниот кадар во градинката 8 март во Струга беше оневозможено поради неименување на директор од страна на градоначалникот. Инспекторите од Оделението за заштита на децата при Министерството за социјална политика извршија вонреден инспекциски надзор во градинката 8 март, општина Струга, и констатираа дека се згрижуваат деца со намален капацитет, а градинката од 30 јули 2024 година нема ниту вршител на должноста директор. Беше дадено укажување на општината веднаш да постапи, бидејќи со настанатата состојба оневозможено тековното функционирање на предучилишната установа, стои во соопштението на Министерството за социјална политика. Проблемот со недостиг на персонал во струшките градинки се провлекува со години, зашто во јануари протестираа негователките, а овој месец и родителите. Есенската кошничка со над 100 производи со ограничени цени или маржи, која денеска требаше да биде позната, а утре да се најде на владина седница на усвојување, ке доцни. Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека рокот се пролонгира поради диалог со производителите и трговците.
Посебна работна група разгледува дали предлогот што Министерството за економија и труд ќе го достави до владата ќе биде за замрзнување на цените на дел од производите или пак за ограничување на висината на маржата. Денеска, според најавите, требаше да биде познато кои производи ќе сочинуваат есенската кошница и тоа дали ќе се примени мерка ограничување на цената или на маржата на тие производи. Министерството за економија и труд денеска требаше да добие предлог од работната група за кошничката со над 100 прехранбени производи и истиот да биде усвоен на утрешната редовна седница на владата. Премиерот Христијан Мицкоски пак денеска изјави дека рокот се пролонгира поради диалог со производителите и трговците. Сутрово имав разговор со министерот за економија и труд да ги покани на состанок и производителите и трговците и да разговараме кој е најдобриот начин за да им помогнеме од една страна на граѓаните, а од друга страна и тие да бидат задоволни како производители и како трговци. Не мора да значи дека во текот на утрешниот ден на владина седница ќе биде предлогот, можеби една недела потоа ако е потребно, додека се усогласат ставовите. Не сакаме на сила ништо да правиме. На прашање дали би ја прифатил мерката со оглед на тоа што неколку пати претходно велеше дека замрзнувањето на цените не е правилно во оваа фаза на економија, Мицкоски рече дека стои за тоа што го кажал. Но имате некогаш моменти кога гледате како поединци реагираат како монопол и како дуопол и вие тогаш ќе морате да интервенирате офанзивно, ова како што ние го правиме. Онаму каде што навистина пазарната економија и пазарните пракси ги диктираат цените, таму ние не интервенираме, но има услови кога ќе ги видите увозните цени, кога ќе видите како хируршки прецизно е поделен пазарот, тогаш вас не ви останува ништо друго, освен да им помогнете на граѓаните, бидејќи не може непристојно некој да се богати на грбот на граѓаните, каде што имаме монопол, каде што имаме дуопол, во некој случај и триопол. На новинарско прашање дали е повеќе за праксата за замрзнати цени или за ограничување на маржите, Мицкоски со одговор дека тоа е за тоа да сопре богатењето и крадењето на граѓаните. Додаде дека ќе се разговара со сите засегнати страни, производители и трговци од една и владата од друга страна во интерес на доброто на државата и на граѓаните. Тој смета дека есенската кошница што се најавува со овој предлог на Министерството за економија и труд не е воопшто задоцнета, затоа што есента се уште не е ни почната. Превентивните активности и успешните интервенции на езерската полиција во случај на незгоди со пловни објекти придонесоа безбедноста на Охридското езеро да биде на високо ниво изминатава сезона. Во летниот период не беа регистрирани значајни нарушувања на безбедноста на капачите во крајбрежјето, не се регистрирани пловидбени несреќи и нема регистрирани случаи на давеници. Но не изостанаа случаите на непочитување на законот за внатрешна пловидба и незаконит риболов. На Охридското крајбрежје имавме мирна летна сезона според податоците од секторот за внатрешни работи Охрид. Полициските службеници во текот на летниот период значително беа фокусирани на превентивен и на репресивен план на копно и во езерските води. Полициските службеници од полициската станица за граничен надзор ова лето остварија стабилна и поволна безбедносна состојба на вода во Охридското езеро. Сепак не изостанаа случаите на непочитување на законот за внатрешна пловидба. По тој основ регистрирани се 45 прекршоци, а против 29 лица се поднесени соодветни пријави. Во истиот период регистрирани се 4 нелегални преминувања на македонско-албанската државна граница во територијалните води на Охридското езеро. Тие лица се затегнати при извршување на кривично дело незаконит риболов. Против 2 лица поднесени се соодветни кривични пријави по овој основ. Истовремено, полициските службеници имаат пронајдено и одземено 132 рибарски мрежи во вкупна должина од околу 13.000 метри со вкупно уловени 2050 парчиња најразновидна риба. Одземени се исто така и пловните објекти и целокупната рибарска опрема. Во летниот период не беа регистрирани значајни нарушувања на безбедноста на капачите на крајбрежјето, не се регистрирани пловидбени несреќи и нема регистрирани случаи на давеници. Езерската полиција интервенираше во неколку случаи на незгоди со пловни објекти. Но имавме еден случај на лице малолетно кое што во водите на Охридското езеро пловеше со кану кајак, при тоа се отпреварте неговиот кану кајак и
со навремена интервенција на полициските службеници од езерската полиција, тој е безбедно излечен на копно. Воедно имаше и две интервенции поврзани со пловни објекти во водите на Охридското езеро во близина на автокампот Градиште. Имено еден пловен објект остана во дефект во услови на влошени временски прилики и високи бранови. А вториот случај беше пожар во пловен објект и во двата случаи полициските службеници благовремено, навремено интервенираа и ги извлекоа и лицата кои што беа во чамците и се разбира и пловните објекти. Полициските службеници од езерската полиција беа ангажирани и на превентивен план во соработка со разни субјекти, организациони единици од МВР, Капетанија на пристаништа, Црвен крст Охрид и Државниот инспекторат за земјоделство и водостопанство во рамки на проектот Безбедно лето 2024. Во одморалиштето Далјан во Охрид викендов се одржаа традиционалните републички спортски надпревари на Националниот сојуз на Сдруженијата на инвалиди на трудот на Република Македонија. Спортските надпревари ги поздрави и за отворени ги прогласи председателот на Националниот сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија Џеват Палоши. На надпреварите настапија 160 спортисти кои се надпреваруваа во стандардните 12 дисциплини. Севкупен победник со најмногу освоени први места на надпреварите е Сдруженијето на инвалиди на трудот од Кисела Вода, а за бод помалку второто место го освои домакинот Охрид. Председателот на Националниот сојуз на Сдруженијата на инвалиди на трудот Џеват Палоши на сите екипи учесници им врачи признанија, а на најдобрите спортисти дипломи и пехари. Спортските надпревари завршија со заедничко дружење и песни и игри. Од ноќеска на полноќ нови пониски цени на горивата, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС 98 ќе се намали за 1 денар за литар и истата ќе изнесува 75,5 денари. Новата цена на Евросуперот БС 95 намалена за 0,5 денари ќе изнесува 73,5 денари за литар. Цените на евродизелот и на екстра лесното масло за домакинство се намалуваат за 1,5 денари, односно литар евродизел од ноќеска на полноќ ќе чини 67 денари, а екстра лесното масло за домакинство ќе се продава по цена од 66 денари за литар. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Расте бројот на загинати и исчезнати во поплавите во Централна Европа најголеми во последните 20 години. 6 лица загинале во Романија, по едно во Австрија, Полска и Чешка. Чешката полиција соопштила дека 7 лица се водат за исчезнати. Австриската влада под рачето околу главниот град Виена и на границата со Чешка го прогласила како зона на катастрофа. Токму во Виена, поради зголемување на водостојот на Дунав, околу 140 патници и членови на екипажот останале заробени на крузер кој не може да стигне до пристаништето во Виена. Според медиумите станува збор за брод со швајцарски туристи. Тајфунот Бебинка го погоди Шангај. Бебинка е тропски циклон од прва категорија и најсилното невреме кој го погодила Шангај во последните 75 години. Ударите на ветрот достигнале брзина и до 150 км на час, при што собориле повеќе од 10.000 дрвја низ Шангај, предизвикувајќи значителни материјални штети. Властите издале црвено предупредување и на 25 милиони жители на Шангај им било препорачано да останат дома пред пристигнувањето на бурата, а според Центарот за контрола на поплави, повеќе од 400.000 луѓе биле евакуирани. Според извештаите на медиумите, ангажирани се повеќе од 56.000 спасувачи. Откажани се сите летови на двата главни аеродроми во градот, железничкиот сообраќај е привремено затворен, а на патиштата низ градот било поставено ограничување на брзината до 40 км на час. Германија од денеска започна со спроведување на случајни контроли на своите граници во обид да ја спречи нелегалната имиграција. Контролите се спроведуваат на границите со 5 соседни земји – Франција, Холандија, Белгија, Данска и Луксембург. Оваа мерка ќе трае најмалку 6 месеци. Вакви контроли веќе се спроведуваат од лани на границите со Полска, Чешка, Австрија и Швајцарија. Според правилата на Европската Унија, земјите членки имаат право да воведат вакви привремени контроли на внатрешните граници во случај на сериозни закани за внатрешната безбедност. Во изминатите месеци во Германија имаше неколку напади со нож изведени од баратели на
на азил во кој загинаа 4 лица. Граничните проверки им овозможуваат на властите веднаш да ги вратат мигрантите назад, што е многу полесна процедура од нивното депортирање откако ќе влезат во земјата. Секретарот за внатрешни работи на Германија, Ненси Фрезер, која ги наредила проверките, изјавила дека ваквата контрола нема да предизвика поголеми прекини во сообраќајот. Голема размена на затвореници помеѓу Украина и Русија, втора за 2 дена. Оваа размена, 57-ма по ред од почетокот на војната, беше извршена со посредство на Обединетите Арапски Емирати. Во размената биле опфатени 206 лица. Председателот Володомир Зеленски изјавил дека има 103 разменети украинци и дека сите се воен персонал, 82 војници и 21 офицер. Тој изразил задоволство од враќањето на неговите сонародници, нагласувајќи ја важноста од враќањето на сите војници и цивили што се во руско заробеништво. И Руското министерство за одбрана објавило дека биле разменети 103 руски војници кои биле заробени во пограничниот регион Курск. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!